Почитувани дами и господа, добра вечер. Гледате X0 на канал 5. Јас сум Роберт Поповски. Опозицијата, поточно 32 пратеника, се надвор од парламентот. Го бойкотираат собранието, во собранието од опозиционите партии остана само Либерал-демократската партија. Политичка или во најмала рака парламентарна криза се случува во Република Македонија. Опозицијата тврди дека го напушти парламентот затоа што се исклучени сите можни демократски дебати. Дека едноставно оваа власт ја руши демократијата во Македонија и дека нема можност и не постои варијанта низ институциите на системот демократски да се донесуваат одлуки. Власта пак тврди дека СДСМ и опозицијата секогаш кога не се мнозинство во парламентот го применуваат ова сценарио. Притисоци, закани со надеж дека на некој поинаков начин, освен на легитимен, можат да се дограбат до власта. Либерал-демократите сметаат дека собранието не треба да работи до моментот додека опозицијата не се врати во него. Демократската унија за интеграција е против предвремени избори, но сепак сметаат дека доколку ВМРО-ДПМН тоа го сака и тие би ги поддржале. Што ќе се случува со Македонија во деновите што следат, неделите, месеците во периодот кој што е пред нас? Загриженост на македонската јавност, загриженост на македонските граѓани, дефинитивно навистина е неопходно да се слушнат ставовите на партиите и нивните видувања како може да се излезе од оваа сегашна состојба. Токму на оваа тема вечерва дебата во студиото, прво рекламите, а потоа се враќаме со вечерашната тема. Се враќаме во студиото, моите и ваши вечерашни гости од мојата десна страна, господинот Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, добро вечер. И добро вечер за господинот Андреј Жерновски од Либерал-демократската партија. Од другата страна на студиото, добро вечер за господинот Јани Макрадули од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и добро вечер за господинот Талат Џафери, Демократска унија за интеграција. Добро вечер. Господин Макрадули, ќе почнеме со вас. Го напуштивте собранието, ВМРО-ДПМН тврди дека немате ниту еден конкретен услов, ниту една конкретна причина, многу општи одредници кои што ги наведовте, меѓутоа се уште немате аргументи зошто вие и другите партии од опозицијата го напуштија собранието. Па мислам дека има премногу причини и затоа можеби ВМРО-ДПМН не сака или да ја избере најголемата од нив, дека има многу. Во овој момент има една криза која што се случува во сите сегменти и пори на општеството. Без разлика дали станува збор она што е во доменот на судската власт, во доменот на извршната власт, во доменот на законодавната власт, образованието, земјоделието и така натаму и така натаму. Македонија никогаш не била повеќе поделена, повеќе исконфронтирана помеѓу себе. Работите одат во правец во кој што генераторот на политичката криза, тој е ВМРО-ДПМН и председателот на владата Никола Груевски, создаде еден амбиент во Македонија во кој што секој кој што мисли поразлично од владата треба да биде сатанизиран, стигматизиран, треба да биде изложен на столбот на срамот, да не се слушне никако критично мислење. Во такви едни услови, кога власта ги одвлече демократските стандарди надвор од институциите, сосема природно и опозицијата и оние кои што се политички партии во парламентот да излезат на тој терен, да ја добијат битката, тоа е надвор од институциите. Вашиот председател Црвенковски вели дека СДСМ никогаш нема намера да бойкотира институции, меѓутоа сега морало тоа да се случи, ги наведовте причините, но дали избрзавте на некој начин со одлуката? Дури во овие денови извршниот Централниот одбор ги разгледуваат состојбите, меѓутоа одлуката беше донесена многу брзо. Па мислам дека една таква одлука тоа е сепак ми се чини преизбрзано сценарио. Па не, ние често дискутиравме за ова на извршниот одбор за ситуацијата перманентно кога се среќаваме. Никогаш не сте најавиле претходно дека е можно вака. Па да, но мислам дека работите ескалираја брзо ескалираја во негативен правец и затоа и нашата одлука мораше да биде адекватна на она што се случува. Во услови кога имате протести на различни структури, а од другата страна протестираат дури владата против владата, во такви едни услови, она што сакаше ВМРО да го направи е тоа да помалку луѓе го гледаат, а за помалку луѓе да го гледаат е тоа да 4 медиуми не работат и во такви едни услови мораше ние како повод на многуте причини да изреагираме. И во Египет се таложеа причините, ама поводот беше еден инцидент што се случи на пазарот со еден инспектор. Господин Димовски, зошто дозволивте опозицијата да го напушти парламентот? Во континуитет ви укажуваат дека демократските
принципи се нарушени, дека нема демократија во Македонија. Тоа е потврдено и со искази на представници на меѓународната заедница кои што укажуваат на некои сегменти кои што навистина сметаат дека треба да претрпат темелни реформи. Роберт, прашањето е сосема легитимно, меѓутоа јас би те подсетил дека СДСМ напуштање на парламентот во овој период од година 9-3 неколку пати го прави, значи не е прв пат. Тоа што викаат дека не бойкотираат институции, дека само во овој случај го прават, тоа е неточно, поради тоа што истото го направија и во случаите кога се поведе постапка за одговорност на господинот Зоран Заев и на господинот Вучковски. Значи, добивме една серија од бойкотирање од страна на СДСМ во ситуации на ова или слични на ова, кога ќе се поведе постапка за одговорност на некое лице кое што е во високото раководство на СДСМ или е некој нивен близок поддржувач. Според нас нема политичка основа за ваков вид на дебата, поради тоа што Собранието на Република Македонија во минатиот период комплетно функционираше во согласност со сите поставени мерки и поставени рамки. Рамките ги поставувавме заедно, деловникот на неколку пати го менувавме и го правевме во согласност со барањата на Социјалдемократскиот сојуз. Вие знаете дека за прв пат во историјата на Македонија подпредседател има опозициона партија. За прв пат во историјата на Македонија во овој мандат има редовни официјални состаноци наречени координација или председателство, каде што колективно се носат одлуките за работата на собранието. Потоа, за прв пат во историјата на Македонија имате можност на опозицијата по нивно бирање да одлучува за која информација, односно точка на дневен ред ќе има на седницата. Сега, ако се соочуваме со проблем на тоталитарен ум, во кој што СДСМ очигледно се уште живее, дека мора да биде онни како што сакаат, дека мора да биде тие како што ќе замислат, тогаш имаме проблем. Тоа не е демократија. Во демократија се знае. Меѓутоа не е демократија ни легислативата. Вие можете да ги имате сите тие наведени работи и точно е дека се случуваат. И се спроведуваат во собранието. Амбиентот демократски. Говориме зашто се дозволи опозицијата да напушти. Рамката на демократијата подразбира одлука на мнозинството во постојан диалог со малцинството во собранието збор. Од тој аспект јас ви гарантирам дека во овој мандатен период, од кога ВМРО ДПМН и ДУИ го имаат мнозинството во собранието, се прифатени амандмани од страна на предложени од страна на опозицијата дупло повеќе од она што во сите претходни мандати заедно се прифатени од било кое владеачко мнозинство. Исто така редовно се прифаќаат иницијативи кои што се од интерес за Република Македонија. Така да сатанизацијата и лепењето на етикети кои што се случуваат во континуитет и кои што се со пиар намера за да создадат ваков впечаток, апсолутно не одговараат со реалноста во македонското собрание. Господин Џафери, ДУИ, барем според последните ставови, смета дека мнозинството од членството смета дека не е проблем да има предвремени избори, меѓутоа раководството тврди дека се уште не е момент, дека пред се некои други прашања треба да се решат, а дури потоа можеби ќе се оди на предвремени избори, но во суштина вие останувате во коалиција со ВМРО ДПМН и целиот огромниот товар, не целиот, меѓутоа огромен товар е токму врз ДУИ. Вие сте оној тек на вагата кој што може да пресуди што и како ќе се случи. Зошто ДУИ остана во коалиција кога сте други напуштија? Па добро, првично по однос на воведната збор што кажавте дека се работи или не се работи за политичка или парламентарна криза во Република Македонија. Сакам веднаш да ви го кажам дека ниво теоретски аспект, ниво практичен аспект политичка и парламентарна криза во Република Македонија нема. Тоа што нема 32 пратеника и огромен процент на опозицијата и во македонци, демократски принципи, во не е политичка криза или барем парламентарна? Ви кажувам во теоретски аспект и не, практично говорим, во Република Македонија некаде во Норвешка може би не е да се зборува за политичка криза. Парламентарниот состав е резултат на избори кои што се спроведува во 2008 година, кои што ја отсликува програмската определба на учесниците на изборите и во демократски општества демократскиот принцип основен мнозинството е да раководи, односно да ја води државата, институциите за периодот изборен период, тоест 4 години. Легитимно право е на малцинството, односно на опозицијата, да инсистира определени политики, определени цели, да ги вметне како агенда. Во тој склоп и во тој контекст,
Ние донесовме закон за собранието, донесовме измени и дополнување на деловникот за работа на собранието, во кој што се овозможува Истите аргументи на ВМРО да помага. во секој случај, сега дали исти или аргумент е, дали е на пошто ВМРО, дали на сите. Не ви пречи што нема опозицијата. Завршам, значи. Донесовме принципи врз кои опозицијата може да ги искаже сите своји барања, односно барања на оние што ги представува како малцинство и во електоратот. Во тој контекст не може да зборуваме за политичка, односно парламентарна криза. Од општ, регионален или од општа перцепција, во тој контекст и нас, па и сите во Република Македонија не загрижува зошто опозицијата се определила за овој чекор. Сметам дека опозицијата првично не даде јасна слика и јасен проблем од кои причини излегува од работата на собранието ја напушта и кои се јасните барања на опозицијата како предуслов за нивно враќање. Во тој контекст, Демократска унија за интеграција во изборната програма излезе пред електоратот со јасна програма и со јасни приоритети за 4 години владење, односно работа во институциите на државата. Сметавме и сметаме дека на државата, на граѓаните на Република Македонија и во тој контекст и на граѓаните албанци и е потребно решение за оно што е основниот проблем во Република Македонија пред да се има предвремени избори. Оти сметаме дека предвремените избори не нудат решение за основниот проблем кој е пречка за напредокот и одењето напред на граѓаните на Република Македонија. Спорот со Грција, така? Спорот со Грција, значи во тој контекст ние дојдовме во ситуација да на граѓаните да можат да ја увидат која е придобивката од либерализација на визниот режим, да во тој контекст одењето кон процесот на интеграциите на Република Македонија, која би била придобивката од сите аспекти на граѓаните доколку се реши и ова последен проблем кој што ни стои како основна пречка за интеграција на државата во евроатлантските институции. Сега тој проблем е уште потежок за решавање. Во контекст, само сакам да ви кажам, во контекст на изборите, сега барањето за предвремени избори, Демократска унија за интеграција е свесна дека иако сака во јавноста да се вметне дека ние сме изричито против тоа, значи не во секој случај против, во ситуација кога се определени приоритетите за 2011, значи предстои пописот, предстои низа на реформски процеси, кои што треба да се спроведат во 2011 година. Од тој аспект сметаме дека не се неопходни предвремени избори, во приоритет се решавање, односно програмата што е предвидела и оно што е дадено како законско решение, пописот и понатаму други работи. Господин Жерновски, ЛДП е единствената опозицијна партија што остана во парламентот. Некој велат ни риба ни девојка, не сте дефинирани што сте, дали сте опозиција или приврзок на власта, но во суштина вашето барање е вакво. Собранието да не работи до моментот додека не се врати опозицијата во него. Роберт, тоа ни риба ни девојка, ќе го слушам јас од Бранко Ценковски и Либерално-демократска партија уште долго. Меѓутоа, слушате што вели меѓународната заедница за да дојдеме дали ставот на Либерално-демократската партија е точен. Нема разлика во таборот на опозицијата дека има низа на процеси кои што се штетни за демократскиот амбиент во државата, кои што се наметнати од владеачката гарнитура предводена од ВМРО ДПМН. До овој дел ние и СДСМ се согласуваме апсолутно. Јас можам да надодам на тоа што кажа господин Макрудили уште низа на работи кои што се проблематични. Оној дел во што не се согласуваме е да битката да се поправи овој амбиент или битката против ВМРО ДПМН, ако сакате политичката битка, се води надвор од институциите. Ние велиме дека треба да се води во институциите и да се води во Собранието на Република Македонија. Значи, вие сметате дека е можна демократска дебата и битка во институциите? Мора да се води и ќе објаснам зошто. Либерално-демократската партија има сериозно искуство, многу подлабоко и посериозно искуство од СДСМ во бојкотирање. Ние 94-та година ги бојкотиравме изборите. 2008 заедно го бојкотиравме парламентот. И тогаш се случија најголемите злоупотреби во демократијата во Република Македонија. 94-та Бранко Ценковски со СДСМ го истера цел мандат, тогаш како што е познато се истурка и целата приватизација. 2008 година кога излеговме заедно со СДСМ, ВМРО ДПМН се истурка 150 закони во отсуство на опозицијата, помеѓу другото замислете деловникот на собранието, кој што е синоним на заедничка соработка и заеднички договор помеѓу власта и опозицијата.
Дали сме ние во право, не сакам арогантно да звучи, но треба да ги слушаме што велат меѓународните представници и граѓаните, што е најбитно во Република Македонија. Сетете се од првиот ден ставот на Европската комисија. Понатаму посетата на амбасадорите на Велика Британија и на Франција во штабот на СДСМ, разговорот со Црвенковски. Погледнете го потоа ставот на ОФР и слушнете вчера Дорис Пак. Дорис Пак заедно со Јелко Кацин е најинформиран од европарламентарците, тоа сите ќе се согласат за состојбите во Македонија. Сите велат дека опозицијата има право да се жали на демократскиот амбиент, дека судството не чини, да не зборам за состојбата во медиуми, Роберт, вие тоа најдобро го знаете. Меѓутоа, кажуваат, местото на опозицијата, местото на СДСМ е во собранието. Битката треба да се води во собранието. Слушате и граѓаните на Република Македонија. 80% сметаат, според анкетата на Рейтинг, дека Македонија е влезена во политичка криза. Така да не се согласам со колегата од ДУИ, со господин Талат. 80% од граѓаните штом сметат дека има политичка криза, туку опозицијата е во право. Се разбира, власта ќе вели дека нема, затоа што сака да прикаже дека постои и функционира демократскиот амбиент. 41% смета дека двете страни се виновни. Тука доаѓаме до антагонизмот ВМРО ДПМН СДСМ, кој што е штетен. Најважно, да заклучам со ова. Само 13% го поддржуваат бојкотот на опозицијата, односно излегувањето од парламентот. Моќта на 4 пратеника на ЛДП не е да доминантно влие врз тоа кај ќе оди во кој правец демократијата во Македонија. Но нашата порака е доволно и со 4 пратеника да кажеме, дајте битката да ја водиме во институциите. Тоа е на крајот на криштата најдобро и во интерес на државата и на граѓаните. Господин Макрадули, ги слушнавте и процентите, ги слушнавте ставовите на вашите колеги од собранието кои што не бойкотираат. Што понатаму? Имате ли план како партија што ќе се случува? Затоа што некоја логика вели дека се излегува од парламент или се напуштаат институции тогаш кога се чувствувате или се чувствуваат политички субјекти помоќни, подоминантни, па се угушени од мнозинството кое што владее, а кое што веќе е изгубило довербата кај граѓаните. Од друга страна, најчесто, најлегитимно барање кога се напушта собранието е итни предвремени избори. На митингот последниот пред Нова година повикавте како партија и вашиот лидер повика дека е крајно време да се оди на избори, дури со зборовите Никола Груевски, ајде биди маш да одиме на избори, да не дозволиме незадоволството да се прелее на улица. Сега некои коментари дека не треба да се залажува умот на Никола Груевски дека може да направи брзи избори затоа што мора да се додефинираат некои правила на игра. Што бара СДСМ во суштина сега? Па ние и на 5 декември и сега, кога го започнавме процесот на барање за предвремени избори, поднесовни документи со кои што би се операционализирало тоа. А тоа е изборниот законник и анкетна комисија која би го контролирала прочистувањето на избирачкиот список. Да не се обидеме да поедноставиме толку работата, па да мислиме дека една точка во собранието е доволна или не за отсликување на демократскиот амбиент, кога знаеме како се стигна до тоа. 8 месеци ВМРО ДПМН и ДУИ го одбиваја нашето барање за да дебатираме за Скопје 2014, па мораше да се случи нешто, па за да се стави тоа како дел од амбиентот. Парламентот е само еден мал сегмент од крупната политичка криза во која што во овој момент се наоѓаме. Од друга страна, нашите пријатели од Европа ни напишаа во европскиот извештај што чини, а што не чини. Две клучни теми кои што ги акцентира како најлоши беше притисокот врз медиумите и судството. Што е одговорот на владата на тоа? Уште поголем притисок врз медиумите и уште поголема партизација во судството. Или пак, кога ги наведовме причините за излегување од парламентот, наведовме конфронтацијата што ја генерира Груевски праќајки луѓе на луѓе, македонци на македонци, прв пат во историјата на Македонија уште векови наназад. Дали се промени тоа? Не. Кога се случи најголемата трагедија во плурална Македонија, да во притвор го изгуби своето дете, што направи ВМРО ДПМН? Организира контрапротест повторно од организација што не е регистрирана во Централниот регистар, со навреди повторно кон новинарите од една медиумска куќа. Замислете, значи, немаме ние политичка волја да се променат. На господинот Талат Џафери, бројките му се доволни за да ја заврши во парламентот. ВМРО ДПМН не сака да ја промени својата тактика на праќање македонци на македонци, на граѓани против граѓани. Затоа ние целиот процес на предвремени избори, меѓународниот фактор бара да се вратите во собранието. При што притиска ги нагласува ефикасниот политички диалог
и за гарантирањето на независноста на медиумите. Тоа го пишува и господинот Талер, и Шацимаркакис, тоа го кажуваат и сите. И за судството говорат исто така. Значи, меѓутоа тоа е процес, тоа е нешто што треба да трае. Македонија мислам дека нема толку долго време да издржи во една ваква ситуација. Ние сметаме дека дали ќе барате предвремен избор или ќе инсистирате на избори според некои нови правила? Па мислам дека некој вели купувате време. Па мислам дека одговорот на ВМРО ДПМН кога два примери ќе дадам. Значи изборниот законник ВМРО ДПМН го одби нашиот предлог затоа што тие велат дека имаат подготвено нов, еве да го видиме кој е тој, тие изборни правила, во кој што повторно за жал ВМРО ДПМН не го става предлогот што го имаше за гарантираните етнички квоти. И второ, сакаме да зборуваме за демократија, ама нашата точка што ја побаравме за формирање на анкетна комисија не ни се стави на дневен ред. Не да се одбиеше, да дебатиравме во собрание, да рекоја нема потреба. Списокот избирачки ќе го контролираат овие и овие, вие не мора да се мешате, добро, ама не ни се стави на дневен ред. Затоа процесот на предвремени избори, за да биде атмосферата порелаксирана, ќе биде многу покорисно за Македонија да се одвива во процес во кој што изборните правила ќе бидат дефинирани консензуално. Тоа е најдобра варијанта, но до тога што вие ќе бидете надвор од собранието? Во текот на таа постапка? Затоа што нели анализите се дека Македонија е сега блокирана држава де факто. Мислам може да се носат закони, и се носат, меѓутоа сето тоа е со сомнеш голем. Така, со легитимитет, особено на пример законот за лустрација кој што првично е потпишан од сите. Што до тогаш ако таа процедура почне за нови правила на игра? Ние ќе се Видите, не заборавајте, 2008 година оваа власт ги доби изборите на најкоректен, најлегитимен и најчесен начин. Изборите беа прогласени за многу коректни. Така, со овој изборен законник. Значи, имаме едни чисти избори 2008 година. Вака, да бидеме најчисти и најкоректни. Значи, во однос на 2006 најчистите избори, кога ВМРО дојде на власт, во 2008 имавме еден малце проблематичен прв круг, така? Добро. Да, добро. Се искоригира после. Па се искоригирали. Имавме малце проблематичен. Значи, кога ВМРО да ги организира изборите, малце по-проблематичен тој првиот круг, кога ни се јават листи, некои случајни такви. Само кажете ми, што дотогаш? Значи, ние ќе се обидеме да го смениме ние ќе направиме напор. Изборниот законник, сите работи да бидат донесени консензуално. Ако има политичка волја од другата страна, ако има искрена намера од страна на ВМРО ДПМН, ако видиме дека има искрена намера, тогаш ние ќе бидеме дел од процесот. Ако нема никаква искрена намера, ако повторно се штрајкува, зависи од политичката волја на ВМРО ДПМН. Значи, многу дилеми се отворија, господин Поповски. Јас би замолил да оставиме доволно простор за да се одговори на сите овие. Бидете попрецизни. Да, ќе одам прецизно, меѓутоа многу дилеми се отворија од страна на колегите. Прво, јас не се согласувам со неколку дефиниции во врска со демократскиот амбиент во Република Македонија. Нелогично да се согласите. Би сакал да би сакал да потенцирам. Значи, вие не можете да го имате универзалното право на една елита од 50 на луѓе максимум, кои што најчесто се и фамилиарно поврзани, кои што имаат финансиска корист од еден одреден центар и кои што директно се знае кој со кого Вујко, Стрико, Братучет и така натака, во 5 организации кои што себе си се представуваат како невладина организација, се директно поврзани со СДС, да ги представувате дека се елита, дека се независни интелектуалци, дека се единствен. Само вели дека државата е киднапирана од Никола Груевски, од неговата фамилија. Извинете, значи не можете вие монопол на јавноста да наметнувате со 5 новинари, со 5 невладини организации и со 5 само наречени експерти. Сега е проблемот многу поголем. Во ред. Кога се демонополизираше општеството, кога не беа единствено Најчевска и Фрчковски валидни како експерти, туку има уште 20, уште 50 експерти, тогаш има проблем. Тогаш СДСМ не може да ја контролира свеста на граѓаните. Кога има 40-50 медиуми во Република Македонија, кога имаш десетици интернет портали, кога имаш грото од телевизиите кои што се со право или не со право критични настроени спрема владата, кога имаш скоро сите весници во Република Македонија критични настроени кон владата, и тоа е окей, не се противиме на тоа, тогаш СДСМ создава впечаток дека нема демократија во Република Македонија. Извинете, ако прв Братучет на бивши председател на СДСМ се представува како невладина организација и тера политичка агенда, легитимно е на човек кој што знае информација да каже извинете, овој човек има право да го прави тоа, меѓутоа јавноста треба да знае дека е прв Братучет на тој и тој.
Завршена дискусија. Колку Исто повеќе како што ви информација? велат дека неколку невладини организации се многу блиски Апсолутно. до вас, тоа е тој Колку антагонизам што се Колку спомнува. повеќе тоа е тој информации во јавноста, Роберт? внатрешен Значи, колку дуел. Ама демократија, луѓе, што сакате? Добро. Монопол на свеста треба Бранко да чекаме да ни каже како треба да Да биде. не викате, Значи, само колку да тука да се да докажаме, манипулирате. Значи, колку повеќе информации во јавноста, колку повеќе луѓе вклучени во дебатата, колку поразлични мислења, толку подобро. Нема веќе монопол на мислење, нема таа контрола која што е имал некој центар на времето и кој што го боли дека го нема, ја нема таа контрола, тоа заврши, таа приказка заврши. Во врска со изборите и изборните правила. Вие кажавте дека се Ќе две кажам. сценарија Еве, може, така? Да, кажавме вчера дека се две сценарија. Нашата проценка е дека СДСМ не бара избори. И тоа Црвенковски го кажа на крај на криштата пред 2 дена, односно минативе денови на пресконференција, дури се закани дека немојте да се осмелите да одите на избори. Има тука под првото сценарио има неколку варијанти. Прво, да успееме да се договориме или да не успееме да се договориме за изборни правила. Вие посочивте во врска со изборните правила дека се тестирани тие изборни правила, дека поминаа коректно, дека да добивме позитивни оценки од Европската унија и така натака. Меѓутоа и второ, еве што ќе направи СДСМ ако речеме ние сме спремни 72 часа да седнеме на маса, да се посветиме целосно, да се договориме и во четвртиот ден да распишеме избори. Може да одговорите што ќе направите? Ако искрено Ако постапат искрена намерата да ги договориме изборните Ама тоа правила, е ние- субјективно чувство, искрено Ама не што искрено. ќе- Тоа е. Значи еве, ако Ама седнете и разговарате. Вие ако прво 5 минути потрошите на навреди, манипулации и лаги, и сега после во 40 секунди кажете нешто, мислите дека тоа е искрено? Добро. Инаку ако Одиме треба да со- седнеме одиме со- да се Нема јадат аргументи, очигледно да ги супи докажам од, моите. екзотични животни не фала, него да Окей. седнеме да работиме на изборните правила, Окей, јасно. седнуваме на тоа без Јасно. проблем. Јасно. Понатам. Да, господин Само Поповски, чека, да се да, докажам заврши. уште неколку работи. Ако забележавте Поповски, во дискусијата на колегата Макрадули тука вели ефикасна демократија е само кога ќе ги носиме одлуките со консензус. Извинете, да. Има непишани, Не има реков тоа. непишани. Нешто не слушам. Не реков тоа. Не Го реков тоа. потенцирал сум, Еве, го сте го забележал и сватили така така, натака, добро, или сум добро, го сватил добро, така, без извинете. оглед. Извинете, има пишани и непишани правила како се носат одредени акти во оваа држава. Значи, оваа власт не е октруирана власт, не дојде некој монарх да ја назначи оваа власт има легитимитет од изборите. На крај на краиштата, овие две партии кои што ја составуваат власта, утре да излезат на избори и двете во својот корпус ќе бидат победнички. Не, сакам да ми одговорите на клучното прашање. Сега сам вели дека ќе бидат во процесот доколку се одвива околу предвремени избори, новите изборни правила и Тука, процедури. Но во суштина, да ви го објаснам. Да ви дали го објаснам. колку вас ви пречи Знаете што што е ја целта? нема опозицијата во собранието? Тоа пречи за државата. Тоа пречи за И за државата. државата, вие сте сега Апсолутно. партија која што ние има жалиме за најголемата ние жалиме, одговорност на меѓутоа Роберт, не луѓето како Пак е да ви тоа кажам, емотивен однос. луѓето Жалење, веќе не жалење, тоа помина Што ќе се направи сега? десетина дена никој не каже зошто излегле од Дали ВМРО Така. ДПМН ќе направи искрен обид за да ја врати опозицијата во Значи собранието? уште првиот ден председателот на собранието Трајко Велјановски уште првиот ден поднесе информација до собранието за овие две клучни работи за кои што Ајде да го- иницијално беше. да го слушнеме Немаше колегата никаков Жановски. одговор од страна Вашиот колега на Жановски. опозиција. Господин Дежановски, чекате ред. Погледнете и денешната емисија, господин Попски. Значи, продолжува конфронтацијата, антагонизмот меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, кој што го држи во заложництво целиот амбиент, целата држава. Погледнете сега, погледнете ги аргументите. Па немојте да Значи, очекувате дека ќе нема Очекувам, антагонизам. Тоа е политичка битка, тоа е Не, најнормална. зборам антагонизам кој што ги надминува веќе политичките битки. А тоа е друго нешто. Ако И така тоа е сме. штетно. Тврдам дека е така. А ние повикавме првиот ден да се оладат, да ќе цитирам, да се оладат жешките глави во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Немам дилема. Се разбира, власт е она која што е креира амбиентот каков е во државата. Меѓутоа, господинот Традиновски зборува за фамилиарни односи. Па Груевски фамилијата е синоним на концентрација на финансиска моќ и политичка моќ во една тесен круг. Јас не ја прекинав. Може да се искажам. Може да се искажам. 5 години, мислам, нормално. Господинот не ве прекинав. Господин Макрадули спомнува Египет. Ние тоа го велиме за тоа ни се случи Египет, треба Тирана да ни се случи за да го видиме на улиците во Скопје, тоа што гледавме во Тирана. Судир македонци на македонци, народ на народ. Излегувањето од парламентот значи битка на улица. Резонот на Груевски го знаете, веднаш ќе пушти жртви на стечајци пред штабот Може на би не СДСМ. значи битка на улица, но можно е да се случи заради Многу како можно. резултат на овој антагонизам Нема во друг, општеството. не гледам друго сценарио. Тоа е одно што ние сакаме да го спречиме. Повикуваме колку што е нашата моќ. Јас велам дајте да се спротивставиме
како опозиција нова политика штетна на ВМРО-ДПН во Собранието на Република Македонија. Пак ќе кажам, послушнете ги, слушнете желбата на македонските граѓани, послушнете го оно што го вели меѓународната заедница. Очекува да се седне на маса и да се разговара. И двете партии мора да седнат да разговарат. Што се однесува оно што ја прашавте претходно, ги прашавте представниците на ВМРО-ДПН и СДСМ. 4 пати биќе останавме во собрание. Од деловнички карактер повикав да се прекине работата на Собранието на Република Македонија, бидејќи е штетно за амбиентот да се носат закони, на пример илустрацијата без присуство на релевантни политички субјекти од опозицијата. Маневски изјавува првиот ден по бојкотот на СДСМ, министерот Маневски изјавува дека парламентот ќе продолжи, замислете, да носи уставни измени без де факто најголемата опозицијна партија. Затоа мораме да дојдеме конечно до решение на овој проблем. Ако нема решение, ако продолжи овој антагонизам, Кој е за решението, молам, бидејќи ја прашувам сега за решение, излез од токму ова. Токму така. Јас сакам тука да тоа насочиме. сакам да завршам и апсолутно го разбирам вашето прашање. И тоа треба да се констатира денес. Ако не можат, пропаѓаат обидите, не сака да се слушнат повиците на македонскиот народ, македонските граѓани и на меѓународната заедница, тогаш единствена разрешница мора да бидат преведени парламентарни избори, да биде тоа вентил да спречиме да улиците ни заречат. Предвремени избори веднаш, како некој што ги нарекува блицкриг, избори по Внимај, пописот, во мај, избори во септември низ процедура, кога? Зошто ја велам да се врати опозицијата во целокупната? Не, оставете, еве не се враќа. Значи, одлука да донесеме за водни парламентарни избори треба во собранието, така? Така е. Значи таму да донесеме ако веќе се исцрпени сите можности. Господин Џафери Бараша, Јани Македоли па Илјадин Мустафа. Добро, првично дека мене ми значат бројките многу, ќе потврдам дека да, ми значат бројките доста, затоа што бројките се во Република Македонија и во тој контекст бројките се легитимни во Собранието на Република Македонија. Друго е амбиентот што е створен и колку е добро тоа за општо добро е друго прашање. Ова мнозинство има легитимно мнозинство да донесува одлуки. На избори добило право да раководи со државата. И тоа право од мнозинство граѓани на Република Македонија. Како две мнозинства, ако сакате сега да ги двоиме по принципот на изборите како што се одвиваат во Република Македонија. Ве прашував за решение на оваа. Повикувањето на принципот Египет, Тирана, па и претходно Тунис. Само ќе ве подсетам дека на тоа и претходеше Скопје, односно каменувањето на Собранието на Република Македонија. И не ви е примерот добар што го земате Египет и Тирана, затоа што вие го земате како пример сега, овде го посочувате. Египет, Тирана, вие зборевте сега. Е така, окей, без оглед. Земањето пример Египет и Тирана треба да сватите и вие, и ние, и во Република Македонија сите, дека Република Македонија ниту е Египет, ниту е Албанија. По однос на политичката клима и содржината. Каменувањето, вие, значи, затоа, можно е се да контрола. Не може да го префрлиме сега, дебатата да ја префрлиме, се случи на Тирана, па на тоа може да под тој терк. Значи, теркот го дадовме ние во Скопје. Тоа прашање го поставивме ние и во собранието по каменувањето на собранието, како ќе се однесувате утре, доколку некои други се излегуваат и го прават истото, па и во крајна инстанца и ќе тргне да влезе во собранието. Што ќе правите тогаш и што ќе кажете тогаш? Затоа примерот не ви чини Египет и Тунис во контекстот кој што сакате да го представите. Во Република Македонија уште еднаш ќе ви укажам. Одговорете ми што мислите дека ќе се случува сега? Легитимно право добило ово мнозинство да раководи со државата. Добро. Друго е прашање актот на одлука на напуштање на собранието. Собранието е напуштено без јасна цел, без јасна причина и се нема јасна причина по која би се вратиле во собранието. Тоа е избор на оние што се решиле на таква одлука. Ние не може со сила да ги тераме да се вратат затоа што на собранието и треба опозиција. Значи дека вие за демократските што ги нема. Не е се едно. Пак ве прашувам. Ама пак ви укажувам, не е се едно за никого. Ниту па за мене, ниту па за други. За демократски принципи, оно што се повикуваме на гласачите и на граѓаните, не треба да ги тормосаме граѓаните, со овој жаргон да кажам. Граѓаните си искажа на избори на кому му доделуваат мнозинство за владење. И со тоа се решиле кој ќе владее 4 години. Затоа граѓаните во демократски принципи, во демократски општества, граѓаните на избори го имаат
правото да кажат да и верувавме на ово мнозинство, ја потврдуваме тоа мнозинство, односно ќе кажат не, не и веруваме на ово мнозинство, си бираме друго мнозинство. Повикот, по Да се принципот на Египет и Тирана, да се тоа прелева во Република Македонија, ви е опасен. Не го барајте тоа. Добро. Господин Макредули, да ми имате забележено, меѓутоа пред да ви дадам збор, веќе има коментари дека опозицијата ќе направи најголема грешка ако се врати во собранието сега и дека всушност секоја демократија се добива со борба. Значи почнуваат и такви размислувања, можно е да има многу нетрпеливи луѓе кои што ова ќе го почестуваат како повик за излегување на улица, за рушење на системот и така натаму и така натаму, варијанта на сценаријата што се случуваат, што беа споменати. Па мислам дека и затоа председателот Црвенковски на 5 декември пред собранието, каде што имаше 70.000 луѓе, порача до премиерот Груевски да вентилот на незадоволството во Македонија бидат предвремените избори. Сега ајдете. За да Значи тоа ли е решението од оваа криза, предвремени избори? апсолутно бојкотот не е решение. Бојкотот е само чекор кој води кон решение. Добро. Затоа и ние го понудивни пакетот на решенија кои што ќе доведат до предвремени избори тогаш на 5 декември, слични барања или скоро исти кои што во 2006 година пред изборите ги побара Никола Груевски на разговорите со тогашниот председател Бучковски. Граѓаните ја дават довербата да некој ракови со државата, ама малце подобро да им ја на граѓаните. И затоа да не ги гледаме само СДСМ или опозицијата што вели. Да погледнеме граѓаните со што се соочени во последната недела дена. Жирновски вели дека правите страшно антагонизам двете партии кој што може да се изроди во нешто најмалку посакувано. Еве да го тргнеме СДСМ. Еден граѓанин на телевизија гледа дека председателот на судскиот совет вели дека одредени суди не може да бидат ни чистачи, а тие пресудиле по 15 години затвор на некого во овој период. Или пак гледаат дека Дуи, коалициониот партнер на ВМРО, протестира против ВМРО. Која е таа сигурност која што постои во овој момент во Македонија? Кој родител што има дете во средно школа денес со леснотија го праќа своето дете во средно школа? 4 инциденти за 5 дена. Па дали е тоа една релаксирана атмосфера што зависи од СДСМ или што СДСМ нешто зборува? Значи апелираме на една политичка криза, на еден распад на општеството по сите слоеви, по сите шавови. Затоа таа криза мора да се артикулира некако. Како? На предвремени избори. Добро, На кога? предвремени избори. Со политичка волја на сите коалициони на власта тогаш кога ќе се одлучи. Инаку, Како што разбирам, до тогаш не сте подготвени да се вратите во собранието. Ако ги гледаме број, видете, ако Тоа е прашањето кое што сакам да добијам одговор вечера. Дали опозицијата ќе се врати во собранието и дали власта е подготвена да направи се да ја врати опозицијата во собранието да се минимизира политичката криза или влегуваме уште подлабоко? За бидејќи имаме уште 15 да видиме. ВМРО Одговорете ми на ова. не. ВМРО ДПМН е надворна улица година дена. Година дена штрајкува пред просториите на СДСМ, пред градоначалничките канцелари каде што е СДСМ на власт, пред партиските ограници низ Македонија. Тоа е, тие се на улица и тие си ја водат таа демократија. Таква како што мислат дека таа демократија. Луѓе на луѓе да спротиставуваат. Инаку теркот на Милошевиќ. Во таков еден амбиент, вие мислите дека треба да влеземе во собрание и да разговараме за заштитата на дивечот? Не. Треба да дојдеме во собрание да разговараме како да се релаксира таа нетрпеливост, таа конфронтација, тој голем јаз што настана во Македонија, како тоа судството да го растеретиме. Значи, како на граѓаните да им влијаеме доверба дека оваа земја е кандидат земја за членство во Европската унија и дека таму е местото, а не со Мугабе и со коката од Боливија. Димовски? Добро, нема да ги коментирам овие жалопојки на господин Макредули. Веројатно во последните 3 години се е лошо, претходно течеше мет и млеко. Тоа е веројатно за друга дебата. Јас би потенцирал неколку работи. Роберт, Бранко Црвенковски сам ја донесе одлуката за излегување од собранието, а на сите во круговите политички не е јасно и го знаеме како информација, поради тоа што излезе од СДС како информација. Тој нема што Не е точно зашто манипулирате господин господин Димовски. Макредули. Ама не може вие што сакате да кажете. Ве молам, се јас Цела пратеничка група бевме заедно. Веројатно треба вие да ми кажете што треба да зборам. Така е разбирате. Ама не, тоа не ви дава за право вие да кажувате што сакате. Тужете ме ако мислите дека Па не сум јас ВМРО да помане плачко па да тужам. Јас присуствував на таа средба кај што беше цела пратеничка група. Добро. Не можам да разберам само првата реченица. Нивно право, окей. Нивно право. Човеков нема што да изгуби.
Значи, единствено нешто што го има во моментот е претседателската функција во СДСМ и начинот како е да ја задржи е да не се соочи на избори на кои што ќе ги изгуби. Поради тоа што ако изгуби следни избори, Црвенковски ќе природно ќе си оди од СДСМ и ќе си одат сите овие кои што 10 години имаат за последното партијата и ја држат во залог заради своите лични кариери. Може нешто ја прашам, само Само да ви ве кажам. молам, околу ова, ве молам. Не, Сепак јас сум многу е- водител. Не, ова е суштината. Ако е тоа така, ако вие претпоставувате дека целата оваа Значи, ситуација имате е заложништво ризичен- на имате- желбата на Бранко Црвенковски да остане во фотелјата. Така е, така И ја е. става во заложништво Така е. неговата партија И државата. и државата. И државата. Дали тоа значи Така е. дека и ВМРО ДПМН обседнат со Бранко Црвенковски е заложник на истата Видете, проблематика? Роберт, кога имате за политички соперник човек кој што за да ја зачува својата функција е спремен да крева тензии во општеството, да предизвикува хаос, да стимулира штрајкови, да прави лажни сценарија и сето тоа да го насочува поради тоа што само во хаос човекот може да дојде до израз, тоа е докажано 20 години. Што ќе ги направите следиме вие да го работите, превенирате тој тогаш хаос, што еве тврдите дека некој го Одговорноста проектира? на ВМРО ДПМН е да ја држи ситуацијата стабилна и да се обидува на максимален можен начин да ги контролира сите процеси. Овие муабети за Египет, за Тирана, јас ве молам, мислам, тоа кој ќе се обиде во Македонија да го направи, тој си копа политички гроб. Зошто? Поради тоа што прво граѓаните на Република Македонија немаат таква нарав, тука сосема други. Не бидете сигурни луѓе. да кажува тоа? Тука Не, сосема- тоа е најлоша Ве карта молам за да ви игра. докажам. Да. Прва работа. Втора работа, тој што ќе го направи тоа, односно ќе мисли дека може да го направи тоа, на долг рок ќе изгуби секаков кредибилитет. Ако тоа се случи, господин Прво. Димовски, вие ќе Второ. тврдите дека е СДСМ, ќе тврди дека е ВМРО, така? Нема, значи, Немојте да молам. нема услови за таква работа. Добро. Да одиме понатак. Како Хипотетичко прашање. да се реши Хипотетичко политичката прашање. криза? Тоа ве На некои прашувам. следни избори ќе победи СДСМ. На некои следни избори. И после тоа добивање на власт на СДСМ, они успеваат да го решат прашањето за името. Со Грција прифаќаат нешто што за нив е поприфатливо, за нас помалку прифатливо. Замислете на што ќе личи демократијата ако ние во тој момент извадиме 100.000 луѓе на улица. За тоа прашање има капацитет ВМРО ДПМН да извади 100.000 луѓе на улица и што треба ВМРО ДПМН да прави во таква ситуација? Што? Извинете, 70, да се повикувате на 70.000 луѓе, треба да знаете дека за да наполните 70.000 луѓе ви треба пола површина Имате од пак за општина, бројките, добро. од општина Добро, центар. Не конкретно ви треба ве една улица од семафори до семафори, така? За да создадете капацитет да ве перцепираат луѓето дека сте сериозен и дека е времето вие да дојдете на власт, треба да прекинете да се занимавате со бабини приказни, треба да понудите концепт. Како ќе ја водите државата? Треба да понудите предлози, идеи, проекти, решенија и треба да понудите дека имате намера сериозно и стабилно да ги контролирате процесите. Што како власт имате намера да направите да ја решите оваа политичка криза? Јас ви- Опозицијата е надвор, јас ви- каква е, таква е, таа е. Во ред. Јас ви спомнав, Роберт. И вие сте какви, такви, тие сте како власт. Во ред. Тоа е сега. Председателот, нашиот избор. јасно, председателот на собранието уште првиот ден, после објавата на Дали е тоа СДСМ, доволно? Еве понуди, не е прифатено. ќе видиме. Значи во наредниве денови очекуваме и разноразни Фуера други. бара политички диалог, амбасадорите Ние сме бараат спремни политички за диалог, секаков цела вид. меѓународна Значи јавност. ние сме спремни за секаков вид на диалог. Sada samo Меѓутоа, вели немојте само господине суплива, јасен и Поповски, така ние натаму. мораме да знаеме за што ќе дискутираме, така? Ние веќе десетина дена поминуваат, се уште не е кажана листата на причини или на Ако барање, не како добиете сакате. некоја листа која што смета наоѓаме дека е начин. релевантна, Ќе дали тоа наоѓаме значи начин. дека комотно ќе си работи собранието и ќе си носите закони? Не. Собранието ќе си работи, да се разберем. Не може на 10, на 15, на 20 луѓе ако им текне да ја држат цела држава под уцена. Тоа не може. Собранието ќе си работи. Си има правила таму колку треба, што треба, како треба и така натака и така натака. Што ако таков каков што е Црвенковски одлучи никогаш да не се вратат неговите поради негов личен хир? Што ќе прави? Ќе ја држиме значи институционално ќе ја држиме цела држава во залог. Нема да го правиме тоа, поради тоа што премногу си даваат на значење во целата смисла. Поголема одговорност Поповски имаме спрема државата, а помала спрема партиите. Во овој момент спрема државата и према граѓаните на Република Во овој Македонија. момент, Тука нема во овој момент би требало да имате очигледно дилема. на некого не му е јасно тоа. Очигледно не му е јасно. А јас ве уверувам дека ВМРО ДПМН ќе постапува во наредниот период со државните интереси на прво место, а дури потоа ќе размислува за партиските интереси. Поради тоа што ако размислувавме за за предвремени партиските избори. ако размислувавме за партиските интереси, ние пред 2 месеци Ќе дадевме предвремени, тоа ќе го знам дадевме како става. предвремени избори. Во Жановски, овој момент сите опции се остварени. Внимателно го слушав господинот Димовски и повторно дојде до дискусијата на темата која што отвори тезата, односно на почеток. Реков дека е најопасно е да се случи судир на граѓани со граѓани. Јас слушнав дека
ВМРО-ДПМН е спремен што ќе се случи ако извади ВМРО-ДПМН луѓе. Дека не сме далеку за жал од тоа сценарио, а сетете се на собирот на тутунарите. Веднаш Груевски извади други тутунари или водноводници, земјоделци, пред седиштето на СДСМ. Мисии на Египет и на Значи, Тирана. колега, малку фалеше да има инциденти, тоа сите го знаат. Дорис пак, вчера вели, бојкотот на СДСМ заличува на оној бојкот на социјалистите на Еди Рама во Тирана и зали тоа го посекувате во Македонија. Јас пак ја констатирам, одлуката за бојкот е избрзана, Црвенковски повеќе од 7 дена веќе не кажува што треба да се направи за да се врати, кои се условите, и покрај тоа што меѓународната заедница го повикува. Малку уклоно што го допревте, вие ги господине, анализирате двата ги анализирам за да ви кажам, Дали Матица, сметате дека рековте еве за да- самостојни. Какви да се испорачат барања, дали сметате дека ВМРО Значи во прифати 11:30 за часот разговор? пратениците во СДСМ не знаеа што ќе каже Црвенковски во 14 часот, тоа ви го гарантирам, прашајте координаторката. Да ви кажем и на вас од ВМРО да помене. Кога се одложи точката, дискусијата за информација за состојбата во медиумите, новинарите веќе доби информација од Трајко Велјановски како председател на собрание, пратеникот ВМРО да поне, кога му кажав дека одложена на седница, беше шокиран. Точно. Значи, повторно тесен круг. Велиме, ние сега, да не е повторно така е, тоа се факти. Одлуката за Андре, одлучување беше Вемова, на Трајко. не, јас не ви се усврлате втор пат Ама веќе. грешна информација. Не е точно, јас ви кажам, ќе ви кажам име и презиме. Председателот Велјановски Не, донесе ни еден одлуката за пратеник не одложување. знаеше за одлуките на Ама тоа е раководството. надлежност на председателот на Ниту пат, собрание. Тоа знаете кој одлучува вие во собрание, Груевски одлучува, не председателот на Не, собрание. немојте така. Да. Значи, да се седне да се разговара. Слушнав дека председателот Иванов свикува на лидерска седба, дајте тамо се побара диалог помеѓу најголемите политички партии да се смири ситуацијата затоа што не гледаат со загриженост и имиджот за Македонија е катастрофален во момент. Пауза за реклами, а потоа се враќаме со остатокот од дискусијата. Бидете се. Враќаме во студиото. Застанавме дека државата е во сериозна криза и имиджот на државата е во прашање, меѓутоа најзагрижени се граѓаните. Господин Џафери, значи имам уште 7-8 минути до крај, би сакал сите вас да слушам. Прво ве прашувам како постојано го поставам тоа и морам на крај да ја прашам сите. Како до излез од оваа ситуација? Можно ли е доближување меѓу овие два толку спротивставени табори во македонскиот блок, а не е голема разликата ниту во политичката атмосфера и кај албанските политички субјекти, двете други албански партии се надвор од собранието. Добро, во секој случај ние сметаме дека ќе надвладее разумот првично во опозицијата, кој што ќе ги сватат и ќе ги прифатат сите укажувања на оние што Република Македонија ги смета за пријатели, за поддржувачи, значи и представниците на Европска унија и представниците на Стеј И департаментот. пред се на граѓаните, И бидејќи тие пред имаат се граѓаните суштински нивни интереси. интереси. Значи, пораката ќе ја свата затоа што граѓаните одлучиле веќе на избори. Од тој аспект сметам дека однос на граѓаните веќе е искажан и ќе сватат дека направиле избрзан чекор со одлуката. Ние сите си ги знаеме интересите и приоритетите на партиите кои што ги представуваме и партиите, меѓутоа сметам дека партиите во овој момент па и ми е интересот партиски сме го поставиле над партиско, значи Може во да се интерес на надраснете себе граѓаните. си. Ова е многу битно сега, е битно сите политички Да, субјекти и да се во секој- надраснат себе си, да ги смират суетите, да ги Ние смират сметаме дека сме се надраснали како Да ја смират ароганцијата која како што дуи сме се надраснали себе си со фактот што не одевме со логиката да искористиме она што е во моментов во интерес на партијата, а тоа е во секој случај рейтингот, мислењето на граѓаните по однос на поддршката за партијата и ние тоа можевме комотно да го искористиме, доколку го гледавме само тесно интересот партиски. Имавте средба што Сметаме што ви дека- окажуваат вас како партија странците? Сметаме дека интересот на граѓаните и на тие што не гласаа во албанскиот блок, па и на тие што не гласаа како интерес нивен, колективен, е приоритетите поставени за решавање и за да истекуваат е поголем приоритет него што оно го сметаме во моментов што би било за партијата. Меѓутоа, ние не сме заробеници на таа ситуација доколку состојбите поинаку се движат во државата, во општеството. Меѓутоа сметаме уште еднаш дека е приоритет опозицијата да свати дека борбата е во институцијата парламент и тамо треба да ги искажаат потребите, барањата
за кои што треба да дебатираме. Впрочем, имаше и лидерска средба во која што можеа да ги кажат, па да излезат јасно, значи, со барањето и со причината ради која ја напуштаат собранието. Затоа што оние првични причини, да кажам, медиумите, судството, образованието се оставени во друга насока како што тече времето. Господин Макрзали? Господинот Џафери најдобро знае како од бойкот се победува на избори, сега пошто сем до него веќе ќе ме фати магијата и мајата ќе ме фати. Таква позиција да ме фати мајата. Предвремените избори Немате таква позиција да ме фати таа мајата. предвремените избори се исклучиво за граѓаните и таа да го Автентично тој мит да го тргнеме. Значи се она што Социјалдемократскиот сојуз го бара е во интерес на граѓаните, не е онака што сакаат и ЛДП и ВМРО ДПМН да кажат дека Бранко Црвенковски, таа патолошка обседнатост на Груевски од Бранко Црвенковски. Во овој момент, со оваа влада, имаме 32% сиромашни граѓани. Имаме ситуација во која што цените се повисоки, нема странски инвестиции, незадоволни земјоделци, загрозени или подценети професии како лекарите, професорите и така натаму и така натаму. Сите тие граѓани во 2008 година што ја дале довербата на ВМРО ДПМН, ја дале довербата за да биде подобро. Во овој момент не е подобра ситуацијата, нити на економски, нити на безбедност, на стабилноста, во европските интеграции, на било кој план. Затоа прашам, и што затоа предвремените избори се решение природно кога тоа незадоволство расте и расте во сите сфери. Што ако ви ги распишат во мај или во април? Не, април е пописа. Кога да ги распиши ВМРО? Нема проблем. Нема да ги бойкотирате. Ако ги распишат... Ако не се донесе законската регулатива, што ја очекувате? Па не, законската регулатива ќе се донесе затоа што тоа препорака на ОПСИ, затоа што тоа е процес што му треба и на ВМРО ДПМН во однос на ветување што го дала и за етничките заедници и за Според диаспората. сегашниот закон не би оделени избори, би бойкотирале? Ако се распишат наитно што може? Па мислам дека треба да ги вградат препораките на ОПСИ секако, тука не може да се оди на избори. Мислам дека треба да се обезбеди сето она што е потенцирано од ОПСИ и ОДИХР, да се вметне препораките, да се вметнат во изборите и на кои самите нема додат на такви избори. Димовски, за крај? Значи, за Предвремени избори инсистира За за крај, и опозиција. Ние се уште ги анализираме состојбите, разговараме со повеќе фактори, правиме консултации, сите опции се отворени, нема одлука во моментов кога го збориме ова. Многу е битно да се повика на разум и да се размисли со интересот на државата пред интересот на Ќе го направите ли чекор за политички диалог? политичките партии. Понуда што ја бара опозицијата. Значи, ние во секој момент сме спремни за диалог со опозицијата и околу тоа нема дилема. Многу пати во минатите 2-3 години, кога ни беше посочувано дека треба да обрнеме внимание на тоа прашање, сме го правеле без никаква задршка и без никаков проблем во смисла на чувство на оптеретеност дека некој нешто и така натака и така натака. Крај на криштата ќе повтора председателот Велјановски, уште првиот ден понуди и предложи во собрание да се разговара за состојбата во медиумите и ова афера околу Перо Наков. Од друга страна, Роберт, има отворена точка на дневен ред за која што ќе ја чекаме опозицијата, поради тоа што беше по нивно барање за приоритетите на Република Македонија во надворешната политика, и тука можеме да дискутираме околу интеграцијата во ЕУ, НАТО, приоритети, постигнати резултати и така натака и така натака, меѓутоа нема да го правиме сами, не можеме да го правиме сами, поради тоа што па после ќе не бидеме обвинети дека тоа не е метод на Не обвинете, но логично е тоа. нема во ред, ама јас ви кажав уште пред да ми го кажете ова дека нема да одиме во тој правец, меѓутоа во исто време да ве уверам дека ако некој си замислува дека може да предизвика хаос, тензии, притисоци, да купува време, сето тоа време да го користи за интензивен притисок врз општеството, и интензивен притисок врз политичката состојба во Македонија за да ја представи како хаотична и после да се понуди себе си како спасител, и тоа нема да го дозволиме. Добро. Жановски? Роберт, јас на самиот почеток не случајно ги споменав бројките на она што граѓаните го сметат. Ние на крајот на криштата работиме во интерес на граѓаните и тие не бират нас. 80% сметат дека има политичка криза, значи има загриженост и двете доминантни политички Има и партии страв. Да. Така е, уште поважно. Доминантни политички партии се должни да ја стабилизират состојбата. 41% сметат дека двете страни се виновни, само 13% сметат дека бојкотот е добар потек, односно го одобруваат бојкотот. Закажана лидерска средба, се надам очекувам се надминат суетите да провладае разумот, затоа што ова не доликува на земја која што е кандидат за Европската унија.
оптимизм, но доколку ништо не се случи, доколку нема разбирање или нема волја да се надмине сето тоа, ќе треба да се оди на презвремени парламентарни избори. Ви благодарам што бевте гости вечера во X0 на канал 5. Дами и господа, благодарам, се гледаме идниот понеделник.